Ako загребиме под површината на Босна и Херцеговина денес таква каква што е, што можеме заедничко да најдеме? Ако да неко пред 30 или 40 години беше Иво Андрич, или не знам, беше Јосип Брос Тито, или не знам, било која нека друга историска личност. Денес, кога ќе заграбам под површината на Босна и Херцеговина, верувате, многу малку можам нешто заедничко да најдам. Има, како нема. Што? Меѓународна заедница. Тоа било нешто заедничко. Нешто морање. Значи Nije Србите, to Хрватите, Nije to zajedničko, to je moranje koje vidite. Значи Србите, Хрватите, Бошњаците или муслиманите се бореа 3 години за нешто заедничко да биде меѓународната заедница. Eto vi ste me pitali šta ima zajedničko. Imate vazduh, imate Вие сте нешто како експеранто заедништво имате направено. Па Белгија има поише заеднички работи. Nema, ovdje je problem što nema identifikacije. Kakva je identifikacija ljudi u Republici Srpskoj za Bosnu i Hercegovinu? Ovi zapadnjaci, on misle da je, evo, živite u Bosni, morate da to volite. Ne, jednostavno, nemojte ljubavi. Mi smo tu zato što smo prihvatili Dejtonski sporazum. A što se tiče ljubavi, kad igra Bosna i Hercegovina, mi ćemo uvijek navijati za Srbiju. Evo, bili smo veoma razočarani. Prije nekoliko dana, kad su naša reprezentacija Srbije izgubila od Bosne i Hercegovine Sarajevo. I vjerujte da je većina ovdje ljudi bila 5 dana rezignirana, sve do sinovi dok je nismo ponovo pobijedili. Sad se osjećamo relaksirano. I to je tako. Šta je tu problem? Конфликтите со кои и денес се соочува Босна и Херцеговина се стари најмалку 17-18 години и всушност тие се сведат на две можни дилеми. Дали Босна и Херцеговина да биде унитарна држава или централизирана држава и дали Босна и Херцеговина да биде држава составена од 3 дела, хрватски, босански и српски дел. Тие конфликти некаде 92-95 година донесоа до една крвава војна кај што загина повеќе од 100.000 граѓани на Босна и Херцеговина. Дали сегашните конфликти можат повторно да донесат до одредена нова војна? Значи, вие сметате дека Република Српска мора се измени таква каква што е сега? Treba promijeniti strukturu, treba promijeniti unutrašnju organizaciju, treba više demokratizirati Republiku Srpsku. Ja mislim дека Босна и Херцеговина побрзо ќе стане светски првак во фудбал или кошарка, отколку вие да ја промените Република Српска таква каква што е сега. Преоптимистички се тие очекувања. Затоа се плашам дека Босна и Херцеговина веројатно е држава со многу неизвестна иднина. Не би сакал да речам дека би можело да има нова војна, меѓутоа иднината ви е многу неизвестна. Kad je u pitanju opstanak Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina je neupitna kao država, znate. Nema više političkih snaga ni unutar Bosne i Hercegovine, ni van Bosne i Hercegovine koje mogu podijeliti. Nisu to mogli 1992. godine kada je bio s jedne strane Milošević, s druge strane Tuđman. Kad je u Bosni i Hercegovini bilo 5 korpusa JNA, pogotovo sad ne mogu. Ako treba da dojdam i da razgovaram с идниот премиер на независна Република Српска, Милорад Додик, кога би требало да дојдам? За 2, за 3, за 5 или за 10 години? Kad čujete, javite. Која е вашата проценка? Pa ja kažem, kad čujete priču, javite se. Добро. Ке ви се јавиме. Javite se, imat ćete prioritet. Дали сега со судењето на Караджич во Хаг ќе се изврши дополнителен притисок врз Република Српска? Многу мина се плаша дека токму тоа судење ќе биде искористено да се покажи каков црн ѓавол биле србите во таа војна 92-95 година. Ja vas podsjećam da je recimo Sarajevo bilo podnijelo tužbu protiv Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije sa optužbom za genocid pred Haškim sudom pravde. Očekivala se ta presuda kao krunski dokaz da se u stvari teritorijalno preuredi Bosna i Hercegovina i faktički ukine Republika Srpska. Pošto ta presuda nije bila onakva kakva je očekivana, sad se očekuju neki drugi procesi, znači između ostaloga i suđenje Radovanu Karadžiću, koje bi opet trebalo da u stvari bude u funkciji ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine. Рековте бевте во логор. Колку време бевте во логор, во тие српски логори? Pa vidi, ja sam bio 4 mjeseca u logorima, od toga sam bio mjesec u Bosni, a 3 mjeseca u Srbiji. Znači, aerodrom Batajnica, tamo sam bio mjesec dana, a u Sremskoj Mitrovici sam bio od 27. maja do 14.8. tačno je tako. Znate, господин Тикич постојано се прашува од кај е таа нормалност извира, тоа животинско чувство и нагон и ке србите, и ке хрвати, и ке бошњаците, толку луѓе да изгинат во 3 години. Знаете, мислам, тоа е, кој ги гледавме сите тие снимки ние доле во Македонија, тоа беа стравични гледки и од едната, и од другата, и од третата страна. Од кај тој анимален нагон? Vjerujte, ja sebi nisam mogao nikako doći, nisam mogao vjerovati da ja koji sam bio sudija, javni tužilac, advokat, moj otac isto također ugledni građani Bosanskog Šamca sa brojnim prijateljima, znate, da danas budem to što jesam, ugledan, priznat građanin, da sutra sam zatvoren u jednu prostoriju
1,10 m sa 1,80 m sa 9 još ljudi i da 9 dana budem u jednoj takvoj prostoriji, da nas tuku, da me izvode, da čistim ulicu, na streljanja i tako dalje. I da budem zatvoren od tih ljudi koje sam ja poznavao, znate, s kojima sam živio, družio se. Međutim, teško, ja ne mogu sve to objasniti, evo, pokušavam da nekada sam kad sa sobom o tome razmišljam, ali to su ta vremena gdje izgleda zavladaju nekakvi porivi, zavladaju ljudi koji u normalnim vremenima ne predstavljaju ništa, nalaze se na periferiji svih zbivanja i života uopšte. Mostar je podeljen grad, ima 2 fudbalski kluba, ima 2 fudbalski stadioni, ima 2 univerziteta, ima 2 grada, jedno od levata, jedno od desната strana na rekата Неретва. Всушност, да не се лажеме, Мостар е поделен град и таа поделеност може да се помириса во самиот воздух во овој град. На крајот на криштата, да речеме, еве, Бања Лука остана доминантен српски град, нели, столица на Србија, Сарајево си е доминантно муслимански град, а градот кој требаше да биде, да речеме, хрватски, Мостар е поделен, ни источен и западен Мостар. Значи, и тоа е на некој начин парадигма и персонификација на тоа што им се случува на хрватите и зашто се хрватите незадоволни во Босна и Херцеговина. Činjenica da mi 5 mjeseci nakon lokalnih izbora još uvijek nemamo gradonačelnika Mostara govori dovoljno kakva je pozicija Hrvata u takvoj Bosni i Hercegovini. Mi, znači, kao Hrvati nemamo, bez obzira na našu brojnost u pojedinim sredinama, ni jednog gradonačelnika u Bosni i Hercegovini. Каква парадигма е поделеноста на Мостар? Дали Мостар е парадигма на лошата позиција на хрватите во Босна и Херцеговина, која веќе подолго време ја имат и не би сакале понатаму да ја чувствуваат? Ali Mostar svakako će biti sjedište, odnosno centar federalne jedinice u kojoj će Hrvati biti većina. Кога би можеле во проценти да се изјаснувате, како ги дефинирате процентите? Колку проценти се големи шансите Босна да се распадне, колку се големи шансите во проценти Босна да опстане како држава? Ja sam siguran da će Bosna i Hercegovina preživjeti kao država. Znači, apsolutno sam siguran da će preživjeti kao država i uopće ne bi ostavljao mogućnost u svojim postocima, uopće ostavljao mogućnosti za raspad Bosne i Hercegovine. Da li sam realan, to vi možete možda realnije procijeniti sa strane. Што ќе правите со Република Српска? Дали Република Српска би можела да биде некоја компензација за Косово? Денес тезите кои се вртат по Балканот се дека Република Српска е била награда за србите за губење на тој южен дел на Косово. Би можеле да го добијат Северно Косово, дека Санџак би бил некоја награда за некоја федеративна Босна и Херцеговина, односно муслиманскиот дел, и понатаму оди приказната нели со Македонија. Меѓутоа, што ќе биде со Република Српска? Дали Република Српска би сакала да се спои со Србија? Naravno, postoje razne razmišljanja. Razgovaramo o ozbiljnim stvarima. Republika Srpska je svjesna svog subjektiviteta koji ima i nije spremna da ulazi bilo kakvu avanturu. Što se tiče Kosova, za nas je neprihvatljivo nezavisnost Kosova na način kako je to proglašeno. Mnogi misle da smo mi trebali u Republici Srpskoj da iskoristimo isti princip i metod kako je to uradilo Kosovo. Mi nismo dali našu saglasnost da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i nećemo ni priznat Kosovo. Sve dotle dok Srbija ne riješi sad problem sa Kosovom. Što se mene lično tiče, kad razgovaram kao Milorad Dodik o tom temi, ja sam samo mišljenja da bi bilo korektno i fair da tamo gdje Srbi žive, a to je sjever Kosova, da to se odvoji i pripoji Srbiji i ostane u Srbiji. I da je to kakva takva satisfakcija i srpskoj državi, a i srpskom narodu i srpskoj istoriji na kraju krajeva, i da to bilo i kod nekih ljudi kao što sam ja možda moglo da bude prihvaćeno kao fair. Тај 1995 година, која беше потпишан Едонскиот мировен договор, всушност војната во Босна и Херцеговина беше на некој начин спречена и зауставена тука во Бања Лука, кога на тогашните налети на босанските и на хрватските сили им беше спречено да заземат Бања Лука. Многу ми смета дека токму тој определи иднината на Босна и Херцеговина, бидејќи тие 2 телефонски разговори на тогашниот државен секретар Ворен Кристофер и неговиот помошник Ричард Холбрук всушност го спречи на мощното напредување на муслиманите на хрватите и Бања Лука веројатно тогаш ќе паднеше во нивни раце и тогаш позициите на србите во тие преговори ќе бе многу послаби.